Госпоđo Крешова, Да. Женскиот форум организираше истражување за право на собственост и наследно право на жените во Полошкиот регион. Дали би можеле да ни кажете за какво истражување станува збор и кои се резултатите од ова истражување? Истражувањето се е поддржано преку проект што го спроведува МЦМС, ние го викаме, всушност тоа е фондација која што имавме можност да добиеме проект преку нив, поддржана од Швајцарската агенција за развој. Тука е многу битно што истражувањата покажа дека во поголем дел од жените, и тоа грото, можам да кажам, не го земаат наследството иако им следува. Тоа е многу битно да се каже затоа што жените се надвор од пазарот на трудот, а ние како невладина организација сакаме жените да ги вработиме и да не зависат, нели? Резултатите покажуваат дека во селски средини 70% од жените кои што се интервјуирани заедно, а 30% се во градските средини, се гледа дека само 13% од нив го земаат наследството. И тоа покажува, ова е резултат кој што ние го очекувавме до некаде, но за да се увериме, значи резултатот покажува дека навистина традицијата, предрасудите и стереотипите влијаат во нашето поднебје. Тоа е една од причините што не го земаат наследното право. Дали има други причини? Мислам дека како други причини ова е многу важно затоа што главна причина им е традицијата, сите се фаќаат за традицијата и дека не би сакале да ги рушат семејните односи. Например, кажуваат во руралните средини, не го земаме наследството затоа што веќе нема да имаме пристап во тоа семејство. Ние не треба да бидеме тие што ќе го рушиме тој ред што постои со децени и наназад, например. Целта наша како невладина организација е да го промениме ставот, мислењето кај овие жени, значи свеста да ја промениме, тоа што им припаѓа да го примаат, да го земаат, затоа што на тој начин ќе има и можности, нели, за да се вработи, за да најде начин, нели, со тие наследни, нели, тоа што ќе го наследи да отвори некој мал бизнис, зашто да не? Така, најверојатно, што кажате, само вработување, нели, може. Има целово истражување. Да, има. И кои се последиците од тоа што, нели, немаат право на собственост, односно не го земаат наследното право жените? Еве пред секој брачните парови кои што се разведуваат, според вашите истражувања. Знаете, ако не го земаат наследството, иако им следи, нели, оставинската постапка кога се води, нели, во суд, нели, ги повикуваат, тие уште од таму нотарите кажуваат, нели, имаме ние средби и со нотари, кажуваат дека многу ние, вика, иако им следи, не го земаат, а ние настојуваме да им го смениме, нели, мислењето, затоа што тоа им припаѓа, например. Зашто да не го земаат, за да можат да створат нешто, да се вработат, не да зависат од мажите, како што е. На крајот остануваат на улица, како што претходно во разговор ми кажавте, па вие дури имате и центар за згрижување. Тоа е најлошото, може би. Ние имаме центар за пружење на правна помош, но овдека преку проектот, значи, можат да дојдат, имаме адвокат што служи и за нив, например, да им помогне оставинската постапка, нели, да ја водат таму кај што не им дозволуваат домашните, нели, да го земе делот што им следи. Истражувањето покажа дека етничката, значи, припадност нема некоја голема разлика меѓу македонската и албанската жена, што се однесува во руралните средини. А пак во градските средини, нели, имаме мала разлика, така што македонската жена, нели, во повеќе случаи го зема наследството, за разлика од албанската жена. Госпоđo Крешова, ви благодарам за разговорот.